Првиот ден од уписите протече без проблеми. До 14 часот во двете училишта имаше запишано по 160 ученици. Средните училишта ги посети градоначалникот Димитровски, кој рече дека освен 400 осмоделинци кои завршуваат во кочанските основни училишта, очекуваат дека ќе се јават и други ученици од општините Зрновци, Чешиново, Блешево, Македонска Каменица, Виница, Берово и Делчево. На двете места имаме досега реално доволен број на пријавени, како што е веќе 11 часот. И двете училишта имаат организирано да ги прифаќаат учениците, им објаснуваат, ги пополнуваат потребните документи и засега уписите идат добро. Од она што го имаме, очекуваме дека оној број кој што е предвиден, односно оној број кој што го имаме секоја година, дека ќе биде исполнет, меѓутоа да го причекаме утрешниот ден, да причекаме 15 часот, за да видиме како ќе протече првиот рок, па имаме понатаму и втор рок, имаме и трети рок, така да за бројките ќе зборуваме дури откако ќе помине првиот уписен рок. Ние очекуваме да се запишат и повеќе ученици од други училишта, затоа значи не рачунаме само на учениците од Кочани, затоа што некој од Кочани можеби ќе се запише во друго стручно училиште надвор од градот, но сепак очекуваме многу повеќе ученици да се запишат во Кочани од соседните општини. Од училиштата задоволни од одзивот во текот на првиот ден. Со години Средното општинско училиште Љупчо Сантов од Кочани има една реална бројка. Тоа се 8 паралелки, од кои што 4 се гимназиски, 4 се економски техничар. Значи кај нас таа бројка била реална. Сега, вистина е дека бројот на деца се намалува во смисол 34 е максимум, а минимум е 25. Значи ние сме на некој минимум, но никогаш не сме били испод минимумот, така да очекуваме и сега, значи тоа не е тешко да се израчува, нели? Очекуваме бројка околу 200 ученика, 8 паралелки по минимум 25 ученика. Јас се викам Михајло Насов, завршив во основното училиште Никола Карев. Денеска зошто се тука дојде? За да се запишам во гимназијата. Денеска дојдов за да се запишам во училиштето Љупчо. Цела реченица ми кажа. Денеска дојдов за да се запишам во училиштето Љупчо Сантов. Денеска дојдов да се запишам во училиштето Љупчо Сантов. Сакам да бидам економист во еден. Иванова Марија, да се запишам економски. Зошто е одбрана економската струка? Се учат поинтересни работи, има повеќе стручни предмети. Каде заврши 8 оделение? Во основно училиште Кирил и Методи. Георгиева Мери. Очекувам да запишам на економската струка. Заврших основно во основно училище Свети Кирил и Методи. Првото пријавување за уписите во средните училишта продолжува и на 24 јуни. Второто пријавување од јунскиот уписен рок ќе се врши на 30 јуни и 1 јули, а резултатите од запишувањето и слободните места ќе бидат објавени на 3 јули. Вториот рок за запишување е на 21 август, а резултатите од запишувањето на учениците и слободните места ќе бидат објавени на 22 август.